Добар ден на сите. Најпрвен ќе се представам. Доаѓам од граѓански сектор, од Сдружение за промоција и развој на инклузивно општество, Инклузива, чие седиште е во Куманово, но исто така и сум граѓанин од оние пред малку што беа категоризирани како маргинализирани групи, односно сум родител на син со попреченост. Не сум од родителите кои молчат и се затвораат и не ги кажуваат проблемите. Напротив, јавно ги кажувам без оглед кој да е на власт. Мене политиките на партиите не ме интересираат политиките на лицата со попреченост и на нивните семејства. Во однос на отвореноста на владата и транспарентноста, малку ќе дадам критика, позитивна критика, бидејќи каде што бевме прифатени во институциите, нашите иницијативи влегоа во стратегиите на владата. Значи, сајтовите на институциите, па и на владата не се пристапни и достапни за лицата со попреченост, за да може да бидат транспарентни и пристапни за сите граѓани. Граѓаните со попреченост се граѓани на Република Македонија и имаат исти права како сите останати, но нивните права досега не се почитуваат. И бараме подитно да се превземат мерки. Работевме на проект многу краток, 5-месечен во Североисточен регион. Општините веќе почнаа да ги адаптираат со наша менторска подршка. Нашата иницијатива влезе во новата стратегија на Министерство за информатичко општество, но сепак од тука треба да преземе и владата мерки за сите информации да бидат пристапни и достапни. Во однос на законите имаме иницијативи за промена на повеќе закони, не наидовме на слух, затоа што предизвикува фискална импликација. Овие граѓани не се фискална импликација, туку граѓани со своји права. И мора нивните потреби да се слушнат, а не политички програми или можни фискални импликации. Како не предизвикуваат фискални импликации на некои луѓе што пред малку Джавир кажа, кои ми се делат бонуси или кои трошат по кафеани. Лицата со попреченост живеат мизерен живот во Република Македонија. И тоа потитно треба да се превземе. Нивните родители 24 часовно се грижат, немаат никаква подршка законска, а се поддржуваат туѓи и со сила законите не тераат да ги сместуваме во институции, а процесот на деинституционализација се спроведува од 2000 година. Бараме консултации со граѓански организации кои работат на оваа поле, а не со граѓански организации кои потекнуваат од многу долго време и се представуваат како инвалидски организации, кои зимаат од буџетот на државата, а ништо не работат на локално ниво. За сега толку, но барам и прием во владата за да продискутираме по повеќе прашања. Благодарам.